Во периодов што следи по самитот на НАТО во Букурешт од 2008 година, Република Македонија е изложена на притисок конечно да го реши спорот за името со Република Грција, отпочнат во 1993 година. Во самата Република Македонија тоа инсистирање за решавање на спорот со Република Грција се толкува како притисок на ЕУ и САД нашата татковина да го промени името, односно да прифати трајно име кое ќе биде различно од уставното. На овој начин, низ ширењето на гласините дека притисокот за промена на името доаѓа од ЕУ и САД, се добива чувството на сомнеш дека се има за цел да се амнестира онаа власт која ќе го донесе решението да ја исполни превземената обврска од времената спогодба, да избере име кое ќе биде прифатливо за Република Грција, име кое ќе е различно од уставното, изворното име на нашата татковина, кое нашиот народ го избира според принципот на правото на самоопределување. Заради горе наведеното, на овој први ден на септември 2011 година, Комитетот за демократизација на Република Македонија ја покренува оваа иницијатива која има две симултани цели. Прво, да изврши притисок врз македонските власти да не прифатат конечно решение на спорот за името со Република Грција, кое ќе биде различно од единственото прифатливо решение за македонскиот народ, Република Македонија. Второ, да укаже дека постои легитимно и легално решение за прекин на преговорите во спорот за името, а кое нема да има штетни последици по нашата татковина, односно кое нема да ја спречи Република Македонија од членство во ООН, ЕУ, НАТО, како и сите останати светски организации. Комитетот за демократизација на Република Македонија има за цел оваа иницијатива, откако таа првин ќе биде изложена пред македонската јавност насекаде на земјината топка и понудена за поддршка да ја испрати до Собранието на Република Македонија. Според јавните изјави на сегашнава власт во Република Македонија се добива силен впечаток дека оваа гарнитура планира постигнатиот договор со Република Грција во однос на прифатливо име за нив за нашата татковина да го стави на референдум пред граѓаните на Република Македонија. Меѓутоа, мора да се истакне дека ова е крајно губитничко решение за Република Македонија, бидејќи: прво, доколку на референдумот биде отфрлено договореното решение за името на нашата татковина со Република Грција, тогаш во употреба ќе остане срамната референца поранешна Југословенска Република Македонија. Додека нашата татковина ќе биде обврзана да продолжи со долгогодишните преговори, кои ќе одат во недоглед, односно се додека не се задоволи условот во прифатениот договор на времената спогодба, Република Грција да го одобри нашето име. И второ, доколку на евентуалниот референдум биде прифатено името кое ќе е прифатливо за Република Грција, тогаш со голема доза на сигурност ќе можеме да предвидуваме дека името Република Македонија нема да е конечното решение. И второ, доколку на евентуалниот референдум биде прифатено името кое ќе е прифатливо за Република Грција, тогаш со голема доза на сигурност ќе можеме да предвидуваме дека името Република Македонија нема да е конечното решение. Различните надежи дека ЕУ ќе се распадне, дека некако ќе ги измориме грците и дека тие ќе попуштат, како и сличните други бесмислици кои ги сервираат грчките платеници кои глумат македонски патриоти, како и белосветските анонимуси кои глумат стручњаци и загрижени македонски пријатели, се само лаги на кои треба македонскиот народ да им стави крај. Треба да ја погледнеме реално ситуацијата во која се наоѓаме и да го бараме решението кое едноставно гарантира зачувување на името, идентитетот и јазикот како македонски, а воедно и кое е решение за интеграциите на Република Македонија во ЕУ и НАТО. Од погоре напишаното јасно се гледа дека корен на проблемот со кој се соочува македонскиот народ се прифатените обврски на Република Македонија да одржува преговори со Република Грција се додека не се пронајде решение за името на нашата татковина која ќе ја задоволи Република Грција, а кое знаеме дека мора да е различно од името Република Македонија. Затоа, Комитетот за демократизација на Република Македонија низ ова иницијатива го нуди следново единствено решение,
кое ни е достапно нам македонците, што може да не спаси од безизлезност на времената спогодба, а кое е решение кое дотичниот договор правно ќе го докаже како ништавен. Ова е решение кое бара дејство на две полиња, внатрешно и надворешно, а делувања кои се сврзани, односно едното не може без другото. За Република Македонија да се стави во позиција со која на надворешен план ќе може да ја докаже ништавноста на времената спогодба, според правниот силогизам на магистер Маријан Попевски, еминентен меѓународен адвокат од Република Македонија, во стратегија за зачувување на името објавена во Нова Македонија во пролета 2010 година. Република Македонија мора први на внатрешен план да докаже дека времената спогодба од страна на Република Македонија ја прифатиле марионетски режими кои работеле против интересите на нашата татковина, односно дека тогашните власти работеле за интересите на туѓи држави. Ова е многу лесно и едноставно да се стори доколку постои желбата да се спаси македонскиот национален идентитет, пред се благодарение на јавно изнесените сведочења од страна на поранешни високи функционери на Република Македонија како Стојан Андов, Слободан Богоевски и Петар Гошев, во кои дотичните обзнануваат дека власта во Република Македонија во клучните години на независноста 1991-1995 година работеле по диктат на владата на Сојузна Република Југославија со цел превраќање на распадот на поранешната СФРЈ, како и сведочењата дека министри во владата на Република Македонија, конкретно Љубомир Данилов Фрчковски, добивале податоци од страна на грчки емисари со цел да го подмитуваат поранешниот председател на Република Македонија, Киро Глигоров, да ја прифати грчката позиција во спорот за име. Република Македонија се наоѓа пред кобен миг. Од нас самите македонци зависи дали ќе дозволиме името, јазикот и идентитетот да ни бидат одземени и конечно уништени. Од нас самите македонци кои живееме денес зависи дали ќе дозволиме маката, крвта и солзите на генерациите пред нас кои дале се од себе да ни го дадат овој бесценет подарок да бидат фрлени во заборав. Од нас самите зависи од иминатото не учи дека оставањето нашите проблеми да ги решаваат странци секогаш го оставаат македонскиот народ злоупотребен. Република Македонија се наоѓа пред крстопат. Едниот пат води кон губење на се она што го знаеме како наше македонско, другиот пат води кон просперитетна и горда иднина. Другиот пат, оној што води кон благосостојбата, го бара од нас денешните македонци, она што досега не сме сакале да го сториме, да ги ставиме настрана личните и партиските интереси и симпатии и конечно да се ставиме на страната на вистината, разумот, храброста и пред се на интересите на Република Македонија. Секој што ќе ја даде својата поддршка на оваа иницијатива во форма на свој подпис, се става на страната на националните интереси на македонскиот народ и државните интереси на нашата единствена татковина Република Македонија. Комитет за демократизација на Република Македонија, Сент Катринс, Онтарио, Канада. Председател Јордан Петровски.